Карнавалџиите од Струмица ги прават последните подготовки на костумите со кои ќе излезат на големото карнавалско дефиле закажано за утре вечер. Во Сдруженијето Струма, членовите речиси цел месец повторно се заедно. Ги досредуваа маските од пред 2 години и сами се сугерираа како до подобар сценски настап пред публиката. Радосни се што по пауза од 2 години заради пандемијата, повторно ќе излезат под карнавалски маски. Кога беа повикани карнавалските групи и ни беше соопштено дека ќе се одржи карнавал, можеби не во таква голема форма, ние сите бевме радосни затоа што тоа ни е основна радост. Не знам како да кажам, ние секоја година со душа го чекаме Струмичкиот карнавал. Па по паузата од 2 години стварно е радост и среќа, затоа што ние сме сродени со карнавалот и живееме заедно со карнавалот. Овие 2 години поминавме тешок период. Карнавалската маска на Струма ќе брои 50 члена и ќе биде со големо моторно возило. Не сакаа во целост да откријат детали како ќе изгледаат и која ќе биде пораката. Достинова вели дека ќе биде сепак спој на љубовта и традицијата. Спуваме со старата маска со која требаше да настапиме пред 2 години. Работите ни се целосно завршени. Нешто коригираме, што во последен момент трпат некои измени и сме спремни за настап. Чекаме да започне Струмичкиот карнавал. Нашето здружение се држи кон традицијата на карнавалот, значи секогаш имаме повеќе љубовни теми што се секојдневно актуелни, нешто од традицијата. Струмичкиот карнавал кој започна завчера, синоќ ќе продолжи со концерт под маски на учениците од музичкото училиште Боро Џони, кои што приредија одлично музичко шоу. За нивниот труд и желба да се негува маскирањето и музиката добија златен медал од првиот човек на Европската асоциација на карнавалските градови. Карнавалот продолжува вечерва со маскен балите, а големото карнавалско дефиле ќе се случува утре вечер по Струмичките улици, на кои што ќе настапат околу 20 карнавалски групи од земјава, но и од соседна Србија и Грција.